Првите импресии се одлични, малку уплашено на почетокот поради невремето и краткиот дожд, меѓутоа тоа беше Божји благослов и мало освежување за се она што се случи вечерта. Навистина имавме една прекрасна вечер и досега незапамтена вечер на отворањето на пиво фестивалот, затоа ни послужи значи и доброто и одлично време. Ни послужи секако и големиот број штандови кои што нон-стоп има ладно пиво и добра скара, меѓутоа и добрата музика. Имавме вчера проценка некаде во целиот град, значи посетеност над 50.000 посетители. Испијани се околу 32 тони пиво изеден некаде исто колку лани околу 13 тони скара. А според информациите на Министерството за внатрешни работи, сообраќајната полиција и паркинг службите од градот, вчера го посетиле, влегле и излегле преку 6.000 моторни возила, односно коли. Иначе забавата траеше до раните утрински часови, официјалната програма заврши околу 3 часот, нешто пред 3 часот, меѓутоа продолжи на алтернативниот стеж до 5 сабајле. Многу битно е да кажам дека комуналната хигиена е на високо ниво. Видовте дека уште во раните утрински часови градот е комплетно исчистен од целото на ѓубре кое се создаде значи после концертот во однос на шиши на пиво или пластични пивски чаши и се друго, што е нормално за секој пивофест, што значи комуналците се навистина на задачата и со право го оправдуваме епитетот најчист град во Република Македонија. Од страна на безбедносните служби, значи не е регистриран нити единствен инцидент што на овој пивофест, што укажува на тоа дека сите луѓе пред се дојдени за забава и за дружење меѓу нив и ширење на познанство, а тоа го нуди и нормално пивото и добрата забава. И секако со еден голем редослед во паркинзите, со еден добар и строг режим во центарот на градот. Голема благодарност до нашите прилепчани, кои вчера исто така покажаа дека се доста дисциплинирани кога е во прашање фестивалот на пиво, бидејќи се воздржаа од користење на моторни возила за упатување во централното градско подрачје. Бидејќи вчера беше ова посетеност е огромна, тоа ни укажува на тоа дека овие 3 вечери ќе имаме уште поголема посетеност, бидејќи станува збор за викенд и неработни денови, саботата и неделата и петокот кога завршува фактички работната недела, што значи градот уште повеќе е спремен за сите оние збиднувања и случувања кои ќе се случуваат во наредните 3 фестивалски денови, а некои ако викаат по почетокот се знае и крајот на фестивалот на пиво ни наговестува на нови рекорди кои ќе бидат воспоставени граници на овој фестивал на пиво, јубилеен Прилеп 2002 пивофест Прилеп 2012 година. Veliki broj ljudi, evo, gradonačelnik je rekao i neke cifre, bio prisutan na našem koncertu, nas ljudi ovdje znaju, što nam je u jednu ruku neko malo iznenađenje, prvi put sviramo u Prilepu i što nam je posebno super, s obzirom da su naši tekstovi pjesama uglavnom vrlo kritični prema vlasti, a evo sad sjedimo s vašim gradonačelnikom i izgleda da smo bili njegov izbor, da on podržava tu vrstu preispitivanja, konstantnog preispitivanja ljudi kojima smo dali glasove. Јас имам едно прашање до нив, за кој клуб навиват, пошто излегуваат така баш... Pa... За Байер Мюнхен, ако навивате, ја не. Misliš koji klub? Da. Ja sam Sarajevo. За Сарајево. A on je Čelik. Pa ja nisam neki lokalista, ja za Bosnu i Hercegovinu navijam. Ali eto, ako moram baš birat, onda Čelik. Čelik, jest. A na Evropskom smo navijali za Makedoniju, ali stvarno, u košarci. Bili su pravo iznenađenje, osvježenje. Da. Baš tako.